издание. Застојот во интеграцијата на Западниот Балкан е проблем и за Европа, предупредуваат дипломати и експерти во Вашингтон. Правото за гласање во Америка се повеќе станува причина за поделба меѓу демократите и републиканците. А во Македонија, протекувањето во зградата на Македонскиот народен театар стана опасно и за публиката, и за вработените. Докаде е реновирањето, ќе слушнете во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Елена Ѓоргиевска. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Застојот во интеграцијата на Западниот Балкан во Европската Унија може да ги подгрее националистичките ривалства во регионот и да се одрази и врз самата Европа. Предупредуваат од Вашингтон Курт Вокер и Штефан Лене, со кој разговараше Јела Де Франчески од српската редакција на Гласот на Америка. Лене се согласува дека се уште нема вистинско помирување на Западниот Балкан, но според него нема ризик од избувнување масовно насилство во ниту една земја од регионот, ниту пак приближно како вооружените конфликти во 1990-тите. When it comes to the building of functional states. Што се однесува до изградба на функционална држава, вистинско помирување, како и од аспект на реформи и владење на правото, нема голем прогрес. Во земјите од Западниот Балкан и натаму има етноцентристички, националистички елити кои не се посветени на вистински напредок. Според оценките на Курт Вокер, отсуството на решение во односите меѓу Косово и Србија го изложува Балканот на опасност од подлабоки и трајни немири. Вокер вели дека стабилноста на регионот најмногу зависи од косовското прашање. There are a couple of disturbing things happening in the Balkans right now. Мислам дека долгорочно гледано клучот за мир на Балканот е некој вид на взаемна согласност меѓу двете страни. Например, воспоставување трговски односи меѓу Србија и Косово. Взаемно почитување, меѓусебно признавање можеби би дошло подоцна, но нестабилни односи не се користи. Вокер подсетува дека судбината на Западниот Балкан е поврзана со Европа. Точно е дека националистичките, етнички, верски и ривалства на Балканот може да се прелеат во судир и тоа може да загрози илјадници, ако не и милиони животи на Балканот, а тоа влијае врз Европа. Факт е дека Балканот е ориентиран кон Европа, но тој процес е забавен од Русија и од Кина. Лене се осврнува на улогата на Србија, која со своите блиски врски со Русија и Кина ги бранува геостратешките односи во Западниот Балкан, а со тоа и пошироко во Европа. Факт е дека Александар Вучич не е лојален на Европската унија во доменот на надворешната политика. Тој е особено близок со Путин и со Кина. Нема вистинско координирање со ЕУ кога станува збор за надворешната политика. Тоа не се очекува од претседател кој сака неговата земја да биде дел од европското семејство. Во САД продолжува дебатата за гласачките права на граѓаните. Председателот Бајден бара да се изгласа легислативата за нивна заштита, која во моментов е заглавена во Конгресот. Во меѓувреме, републиканци во 17 сојузни држави воведоа рестрикции при гласање. Филаделфија, Пенсилванија е родното место на американската демократија. Спомениците како од звоното на слободата ја слават декларацијата за независност. Овој град стана местото каде американскиот председател Џо Бајден застана во одбрана на гласачките права. Бараме нашите пријатели републиканци во Конгресот и во сојузните држави, во градовите и во окрузите да застанат, да помогнат да се спречи напорот за подкопување на нашите избори и на светото право на глас. Бајден повика демократите да се обединат во борбата, но не предложи нова стратегија за носење на федералниот закон, кој би го проширил пристапот до гласачките места низ целата држава. Во јуни овој закон беше блокиран од републиканците. Сојузните држави, а не федералната власт, одредуваат како американците може да гласаат и како се пребројуваат гласовите. Оваа година најмалку 17 сојузни држави во чии законодавни домови мнозинство имаат републиканците донесоа закони, за кои демократите велат дека отежнуваат луѓето, а особено малцинствата, да учествуваат на изборите. Неодамна законодавците од Демократската партија ја напуштија седницата на законодавниот дом на Тексас за време на дискусија за ограничување на можноста за гласање. The nationwide
Напорите на републиканците за ограничување на гласањето на национално ниво во моментов се во критична точка во Тексас. Републиканците велат дека целта на законите е оневозможување изборни измами. Не е точно да се тврди дека напорите за спречување измама се за скриен обид за отежнување на гласањето. Гласачките права станаа извор за силна партиска поделба. Анкета спроведена од Универзитетот Монмаунт покажа дека 32% од анкетираните веруваат дека Бајден победил поради изборни измами и покрај доказите за спротивното. Оно што навистина ги поттикнува е Доналд Трамп. Тврдењето на Трамп уште од 2016-та, кога рече дека ако не победи на изборите, тоа ќе биде поради изборна измама. Истите тврдења ги изнесе и пред изборите во 2020-та, а и потоа. Голем дел од ова е поттикнато од Доналд Трамп, но на неговите поддржувачи и поддржувачите на републиканците им се допаѓа ова тврдење. Тврдење кое Џо Бајден го нарече голема лага. Едноставно голема лага. Тврдењата на поранешниот председател Доналд Трамп и неговите поддржувачи дека Бајден ја украл победата на изборите во 2020 година го поттикнаа нападот на Конгресот на 6 јануари. А во Македонија, одронети тавани и вода покрај електричната инсталација во зградата на МНТ. Колегата Тоше Огњанов известува за незината состојба и текот на реновирањето. Изразот од ликовите нова платно од некогашна представа. Најреално ја отсликува драматичната ситуација во која подолг период се наоѓа зградата на Македонскиот народен театар. Со тек на времето од помало протекување, сега чувствуваме неверојатно лоши последици и буквално дел од фојето се поплавува. Повеќе од 2 милиарди денари, или околу 34 милиони евра, преку Министерството за култура се потрошени за изградбата на објектот во рамките на проектот Скопје 2014. Театарската зграда беше отворена во 2013 година, а денес дел од фоајето изгледа како сцена од хорор представа. Одронети тавани, ѕидови набабрени од влага, вода покрај самите електрични инсталации. Дел од театарската сценографија пак пренаменета за заштита на скапиот ентериер. Повеќе пати се правени санации делумни, како од изведувачот, така и од неговите подизведувачи. Дел од нив претпоставам дека беа и во рамките на гаранцијата која што следи со објектот, меѓутоа ниедно од тие зафати не го реши проблемот во целост. Како што велат од МНТ, проблемот доаѓа од терасата на северната страна, каде хидроизолацијата не била поставена соодветно. Деновиве почна нејзина целосна санација и тоа со сума од 1.200.000 денари, добиени од Министерството за култура. Санацијата е од поголем карактер, значи се прави тотална реконструкција и санација на терасата, а понатака и санација на ентериерот, затоа што и тој е прилично оштетен, и со тоа очекуваме дека овој проблем конечно еднаш за секогаш ќе се реши. Според директорката на МНТ, Симона Огриновска, сегашната санација е само дел од поправките што треба да се направат во зградата. Во телефонскиот разговор ни рече дека на прво место го ставиле протекувањето, за да се гарантира безбедноста на публиката и на луѓето во објектот. Оштетувања се видливи и од надворешната страна на театарот, на фасадата и оградата. Од Министерството за култура ни рекоа дека до нив не е пристигната информација за други оштетени делови од зградата. Од таму додадоа и дека МНТ има обврска да се грижи за тековно и инвестисиско одржување на објектот. Во театарот моментално не се изведуваат представи, а новата сезона се очекува да почне на есен со редовен репертоар. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Благодарам што не гледавте. Пријатно до утре.